Добар ден, професоре. Ви благодарам што одвоивте време за денешното интервју. Добар ден. Најпрво би сакала да ве прашам, според бројките, економијата се раздвижува и расте со стабилно темпо. Колку реално Македонија да достигне континуиран раст од 5% и што треба да се направи за тоа? Видите, прашањето за достигнување од 5% не е ново. Тоа е старо прашање, се поставува од време на време, некогаш и почесто. Вистинското прашање не е кога ќе достигнеме, прашањето е кога ќе достигнеме одржлива стапка на раст од 5%. Тоа значи да имаме барем на среден рок стапка на раст која е приближна над блиску до 5% и така натаму. Само таквата одржлива стапка може да ја почувствуваат и врз стандард од граѓаните, и бизнисите на бизнис климата, и подобрување воопшто на целокупната благосостојба во нашата економија. Сега, за остварување на таа одржлива стапка, прво треба да знаеме дека има неколку фактори. Ние сме мала и отворена економија и лесно може да видите флуктуации на стапката. Односно, некои мали економски промени може да влијаат на привремено зголемување. Да тоа и рековме, треба да го следиме тоа на среден рок. Прво, не треба да забораваме дека сме мала и отворена економија и силно зависиме од нашите странски директни инвеститори и нашите трговски партнери. Што значи, ако погледнете како се движи нивната економска активност и нашата, ние сме приближно слични. Односно, не можеме целосно да го намалиме ефектот од глобалните случаи врз нашата економија. Кога таму оди лошо, директно се одразува врз нас и тука можеме делумно само да ублажиме, не можеме да го занемариме. Тоа се првите два фактори. Меѓутоа, тука имаме определена ранливост за постигнување на стапка од 5%. Силно сме увозно зависни и силно сме извозно зависни. Концентрацијата и на извозот и на увозот не е голема. Што значи, во неколку производи на извозната извозно сме ориентирани и во неколку земји на големиот дел од извозот, како што е на пример Германија. Кога сте во таква ситуација, вие сте силно ранливи на флуктуациите на тие производи и на тие земји. Че тука мора да има диверзификација. Исто и во увозот. Дел на инпути, суровини и така натаму, силно увозно зависни, тоа ги зголемува нашите цени и влијае на економијата. Тие се првите фактори на дворечни, ако можеме да кажеме. Видовте инфлација, енергетска зависност и така. Вториот дел за кој можеме да зборуваме се домашните фактори. По домашните фактори е повеќе. Едно од првите работи за која најчесто се зборува, што е за намалува потенцијалот за раст е неформалната економија. Имаме некаде од 23 до 30% се нашите проценти. Значителен дел од вкупното. 1/3 еве да речеме, некои претпоставува дека се и поголеми, меѓутоа еве да речеме 1/3. Таа неформална економија влијае и на бизнис секторот, влијае и на пазарот на труд, влијае и на фискалните давачки и полнење на буџетот. Во таква ситуација една анализа наша покажа за националната развојна стратегија 20 годишна која правевме дека ако се намали значајно неформалната економија барем за 1/3 може да се зголеми нашата стапка на раст. Значи тоа е голем неискористен резервоар во секој го дисторзира пазарот, влијае на повеќе сектори во нашата економија. Што најмногу ја предизвикува? Најмногу го предизвикуваат повеќе фактори. Прво е поврзано со стапката воопшто социјална во нашата земја. Гледаме каква нивото на доход кој го имаат нашите граѓани. Од друга страна имаме остатоци од преходниот систем од приватизацијата, дел од бизнис сектор имаме слаби инспекцијски служби, имаме некоординирани пример царински политики. Од друга страна имаме дел кај што непредвидливост во носењето на политиките кои ги носи државата. Во тој ситуација бизнис секторот не е известно како делува надвор. Имате недоверба од дел од политиките. Кога има недоверба, бизнис секторот е помалку стимулиран да работи во формалниот дел. Од друга страна, инспекцијските служби ги спомнавме, не се доволно адекватни, силни да го направат тоа, за да може да ги следат, односно да ги наплатат своите давачки и така натаму. Да не забораваме, пак кажавме, имаме голем дел на социјално, односно луѓе кои живеат блиску до нивото на сиромаштија или примаат низок доход. Така да и социјално компонента е неформалната економија, не е само економска. Само да продолжам, неформалната економија е само еден фактор. Да не забораваме вториот фактор, кој според сите предвидувања е поврзан со институциите и не е поврзан со владењето на правото. Значи без создавање на соодветна бизнис околина, предвидливо законско опружување, квалитетни институции, намалување на корупцијата, тоа ви е на среден рок клучен ограничувачки фактор на нашиот раст. Ние покажавме дека ако и тоа не го намалиме, ние на среден рок никош нема да надминеме сегашната стапка на раст. Неформалната економија. Третата работа ни е поврзана веќе со системот по уредување, децентрализација и така натаму, меѓутоа и со делот на капитални инвестиции. Видовме дека делот за капитални инвестиции е исклучително проблематичен. Тоа е еден тип на крвна слика, ги тестира сите чекори на функционирање на една економија. Од јавните набавки и планирањето до нивното мониторинг, реализација, спроведување на терен, до селектирање на проектите и така натаму. Ние тука имаме уште што многу да направиме. Темата одамна стои, меѓутоа се уште сме останати во тој. Не смееме да забораваме уште еден фактор, човечкиот фактор и ресурсите. Тука е образованието, здравството
здравството, сите социјални сектори се уште каскаат. Во место и мораме и нив да ги зголеме пред се образованието и здравството, меѓутоа видите миграцијата е поврзана со голем дел од овие фактори. Ако немате работна сила, цената расте, продуктивноста опаѓа и така натаму. Така да сите тие фактори се системски за да остварите стапката на раст на колку. Да. Не е тоа една промена. Тука се голем дел на промени кои треба да ги направиме. Затоа поединично зголемување треба да охрабри, се размира за поздравување, меѓутоа треба да работиме на среден долг да ги промениме овие фактори. Така. И сакам да прашам, инфлацијата е секогаш актуелна тема. Еве, нестабилните цени се секогаш предизвик. Кои мерки се потребни за стабилизација на цените на среден рок? Одлично прашање. Значи, видовме дека инфлацијата повремено се зголемува, намалува и така. Во изминатиот период бевме сведоци на влијание на цените, односно зголемување на инфлацијата како резултат на глобалните случувања. Видовте глобално зголемување на инфлацијата, енергенсите, после ковид кризата, конфликтот Украина и така натаму, имаме една ситуација во кој цените флуктуираат пред се поврзани од нашите, затоа што ние ви рековме сме увозно зависни. И влијанието беше директно. Сега во оваа ситуација се можеме во ситуација кога се благо се спласнува стапката на инфлација пред сега кога гледате во Европската унија, Соединетите американски држави се уште се во неповолна положба. И во гледајќи го пазарот на труд, и гледајќи ги нивите инфлациони притисоци во овој момент, гледајќи ги нивите потенцијали изгледи за раст кои се скромни за следниот период. Така тие се во друга состојба. Европската унија успеа да дојде до нека приближно нека среднорочна стапка на нивата инфлација. Меѓутоа кај нас сега имаме дел од факторите кои се поврзани не само со надворешни, туку и со домашните фактори. Чи движењето на фискалните варијабли, плати, цени, доход, дел се поврзани со базичната инфлација, односно се поврзани со ако погледнете со очекувањата на субјектите дека ќе се зголеми инфлацијата и така натаму. Значи имаме едно движење на глобално ниво, имаме друго на домашно ниво. Клучните моменти каде беше зголемувањето последниот квартал, ако гледате само овошето, зеленчукот, дел од маслата и шекерите, ако добро се сеќавам, и голем дел од услугите. Услугите за култура, услугите за здравство, над 17-18%. Фризерски услуги, одржување на домот, одржување на вебот, што е поврзан со расположивата работна сила, понудата на услугата и така натаму. Така да во тие два фактори ние што да се направи? Ние мораме да се фокусираме на среднорочни промени на структурата на економијата и системски промени за да ги стабилизираме цените. Најпрво ние мораме да размислуваме за она што спомнавме, ранливост од надворешните фактори, намалување на концентрацијата на увозот и извозот кој го има во земји и во производство домашно. Значи и на енергија и на храна. Тоа е исклучително зависно. Меѓутоа и тоа има посебна динамика. Дали се ефикасни субвенциите, колка е концентрацијата на увозните инпути во домашното производство на земјоделски производи, дали е од увоз или заради недоволната понуда од дома и така натаму. Втора работа на која треба да внимаваме, тоа се е поврзана со пример царинските стапки, да видиме дали има некој дел кој влијаат на зголемување инпутите во домашното производство. Понатаму треба да се зголеми предвидливоста на мерките кои се носат да бидат конзистентни. Значи треба да има една системска промена и една најава стратегија како да би се стабилизирале на среден рок цените. Фискалната и монетарната политика треба да бидат стабилни. Манипулациите, инспекцијските служби треба да се грижат да нема монополско здружување, да нема манипулации на терен, да се зголеми конкуренцијата во најголем дел од бизнис сектор, сегментите кои ги имаме на пазарот. Гледате дека доминантните, пример, трговски синџери покриваат голем дел од пазарот. Како да направиме да влезат помали, да се намалат манипулациите, да се зголеми конкуренцијата, да се купуваат, пример, за има најава за македонски производи и така натаму. Така да факторите за долгорочно стабилизирање се во повеќе сектори. Тие си во Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за земјоделие, Царинска управа, и владата, и Народна банка и така натаму. Така да кога зборуваме за среднорочна стабилизација, не зборуваме за една-две мерки. Зборуваме за сегмент од 30, 40, 50 мерки кои треба да ја менуваат во следните неколку години. Кога ќе дојдеме во следна криза, кога ќе дојде следниот предизвик, ние мораме да сме подготвени, верувајте. Затоа што е исцрпен фискалниот простор, енергијата на економијата е се уште прилично ранлива. Ако дојдеме во ситуација на нова глобална, европска и така натаму криза, повторно ние ќе бидеме во многу понеповолна положба од она што бевме пред неколку години. Так, да. Ви благодарам многу на одвоеното време. Благодарам јас.